Второто по големина македонско природно езеро Преспанското продолжува да се бори за живот. Водостојот и понатаму загрижувачки се намалува, а сериозно е нарушен и биодиверзитетот во преспанските води. Доколку продолжи овој тренд, за само 10 години нивото на езерото може да се намали за уште 2 метри, односно да изгуби уште 15% од сегашниот воден волумен, смета професор доктор Дејан Трајковски. Според него, причините за ваквите алармантни состојби се неколку: глобалното затоплување, наводнувањето, но и се поголемото понирање на водите. А зашто нашата држава не правела ништо, иако ова било заеднички проблем на трите соседни земји – Грција, Албанија и Македонија. Можно е да се отворили некои нови патишта на понирање на водата во Охридско езеро, но тука еве ништо не е преземено. Ниту се знае од каде понира водата, ниту пак е нешто преземено за евентуално стопирање на тие водени патишта. Меѓутоа, тие се сигурно многу големи. Најверојатно течат цели реки под Галичица и без нивно лоцирање и стопирање многу малку може да се стори. А тешко дека нашата држава сама има капацитет да го стори тоа. Професор Трајковски вели дека во однос на 1962 година сегашниот волумен на езерото е намален за неверојатни 40%. Годишно езерото губи околу 55 сантиметри од нивото, а додека годинашниот максимум, спореден со ланскиот, покажува неповратно губење на уште 17 сантиметри од нивото, што пак дополнително го загрозува езерскиот биодиверзитет. На незаинтересираноста на државата за спас на Преспанското езеро, минатиот месец реагираше и градоначалникот на Ресен. Според неговите сознанија, 84 милиони денари, кои општината ги имала како наменски средства за спас на езерото, како и изготвената нова техничка документација, владата сакала да ги повлече. Нашите последни информации се дека владата покрај тоа што не уби со струјата, со кратењето на блок дотациите, со кратењето на ДДВ-то, сега и наменските средства за спас на Преспанското езеро за Ресен ќе биле повлечени. Се надевам дека грешам. Инаку, според последните мерења, нивото на езерото е спуштено дури за 2,5 до 3 метри под критичниот минимум, а повлекувањето на водата долж брегот е од неколку стотици метри па се до 3 километри, во зависност од конфигурацијата и местоположбата.